и Лолита Ристова. Почитуван председател, почитувани колешки колеги пратеници, заменик министер во влада на Република Македонија, уште на самиот почеток да кажам дека одговорот беше очекуван, меѓутоа апсолутно е неприфатлив и за мене и за граѓаните кои што ги представувам. Не може тоа да биде одговор на секој амандман поднесен од страна на пратеничката група на ВМРО-ДПМН е дека тоа е во надлежност на јавното претпријатие за државни патишта. Тоа не е одговор. Со овој амандман побарав да се обезбедат средства во висина од 36 милиони денари за реконструкција на патен правец, дел од регионален патен правец Фотино Демир Капија, и тоа од крак од Винарска визба по Вардарие до Дуброво. Некаде цела делница од тој регионален патен правец е повеќе од 20 километри и 2/3 е веќе реконструирана. Остана само овој дел од 5,5 километри, кој што е од исклучителна важност за жителите на Неготино, а посебно за жителите на Војшанци и на Дуброво. Оваа делница во овој момент, почитувани колешки и колеги пратеници, е во исклучително лоша состојба. Народски кажано, дупка до дупка. Огромни штети секојдневно претрапуваат жителите кои што го користат овој патен правец. Значи и да сакаат не можат да избегнат, бидејќи е направен фактички една катастрофа, и не можат а да не направат штета на сопственото возило. Трпат огромни финансиски загуби. Секој месец мора сопствените возила да ги носат на поправка. До толку е оштетен патот. И затоа за мене ова неприфатливо, дека не знам јавното предпријатие. Да, точно, 2/3 е реконструирано и постојано ли ние ќе го поднесуваме овој амандман и постојано ќе бидеме одбивани за тоа што некој нема сенс за тоа што значи патна инфраструктура. Апсолутно е неприфатливо. Граѓаните од каде што доаѓаме и каде што ги представуваме очекуваат ова да биде завршено и да има апсолутен приоритет. Со тоа власта ќе докаже дека води грижа за своите граѓани. Воспротивно, само ќе докаже дека нема апсолутно никакво чувство за потребите. Ви благодарам. Ви благодарам и на вас. За збор е пријавена пратеничката